Добар ден и убав ден, почитувани гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме заедно со вас и денеска ќе ви направиме едно убаво музичко кулинарско шоу и се надевам дека ќе ви бидеме интересни затоа што имам гостин од музичката фела, така се вели, ќе ни пее, па и ќе готви да ни се радува тавчето и денеска. Знам дека покрај вашите домашни обврски, но и покрај работните обврски сакате да дојдете токму дома, а можеби за оние пак кои што се постојано во својот дом, чека да дојде времето и да започне нашата емисија. Јас се радувам и затоа ве поздравувам сите вас, драги мои, сите оние кои што и ме сретнувате на улица, ме поздравувате, ми честитате за емисијата, сите оние кои што преку пораки тоа го правите на мојот Facebook профил, навистина од се срце на сите вас ви благодарам. Знам дека и оваа емисија ќе ја следите и репризното издание кое што ќе оди веќе утре наутро и нашите репризни изданија кои што секогаш одат за време на викендите, сабота и недела, а кои што пак ќе не пропуштат, ќе можат тоа да го проследат и на нашиот YouTube канал. Се надевам дека ви објасни се. И сега да си го поканам мојот драг гостин, кој што денеска ќе биде заедно со мене во улога на готвач, но и ќе ни пее. Тука мора и да пее и да готви. Јас сум задолжена за играње, многу пати така и се шегувам. Пее навистина убаво, пее одамна. Јас имав таа среќа да го запознам неговото семејство одамна, со неговите почетоци и секогаш го бодрев, оди напред, пее и забавува ја публиката затоа што ти доликува. Нашиот Игор Василков, на кој што му велам добре ми дојде. Добар ден. Добар ден, добре ми дојде и редно беше во третата сезона. Редно. Оди ми се од оваа страна. Се некаде си на пат и никако не можеме ние да се подготвиме за да ми бидеш еве гостин. Како си пред Така, добар ден уште еднаш, поздрав до сите гледачи на Канал 5 телевизија и нормално твоите фанови и гледачи на твојата емисија. Емисијата е наша, заедничка. Јас велам, ништо не би направила сама без моите гости и мојата екипа. Одлучи да ни правиш ќофтиња. Ги правиш ли редовно? Ги правам редовно, може да кажам еднаш во седмично ги правам. Така ли? Ги навикнам и мои блиски пријатели, стално ми преферат кога ќе ги правиш тој твоите ќофтиња. Како вика децата, тато најубаво ги прави? За ќофтињата вела дека подобро и од мајка им. Ете така, пофали се. А бидејќи кај нас се и пее и готви, прво ќе чекам да го исцицкаш кромидот, за да не плачеш кога пееш. Твоите песни се весели. Ајде, почни си со кромидчето да го сецкаш и ќе си правиме муавет. Подолго време си во странство, работиш подалеку од дома. Си доаѓаш редовно дома? Па почесто доаѓам дома, може да се кажам 4 до 5 пати годишно доаѓам. Така. Инаку сум моментално во Германија, поточно во Улм. Така. Тоа доаѓа некаде југозападна Германија, така ќе дојде. Како велат во Германија? Ладно ли е во Германија? Или луѓето се ладни? Кога сега во последно време сонцето го има во повеќе преку годината, а конкретно Улм како градот мој спаѓа меѓу поладни градови. Така, поладните градови. Си се навикнал веќе. Куманово е топол град. Да, така. И со народ, и со температура. Добро. Мислев поситни ќе ги правиш или така мене ми изгледат оддалеку? Како те терам да плачеш? Ајде малку плачи. Уште нема дејство. Подобро да пееме него да плачеме. Така велиш ти, немам досега проблем со кромидот. Домашниот кромид може да не натера да заплачеме. Инаку во Германија стално го користиме, али таму не осеќам дека... Да, може би одстојува во вода. Да, така. Ете така, добро, кромидчето е готово. Сега стави си ги ракавиците, бидејќи ќе месиш, а и ќе бараме песна додека месиш, да готвиш. Дали ќе може двете во едно да ги спојам? Да ги споиш, нели? Па така, можеш ти, можеш. Докажан си. И јас морам да ти заблагодарам пред се. Ти беше далеку во Германија, настапуваше во еден ресторан, каде што мојот прв братучет или мојот брат Перо и неговата сопруга Новка таму работат во истиот тој хотел-ресторан и за моја љубов отиде на маса да им отпееш песни од Македонија. Искрено ти благодарам, еве, сега во овој момент, а си ги поздравувам нашите таму.
Подај ми го тањерот. Се она што тебе нема да добро. ти треба, ќе ми додаваш за да бидеш слободен во твојата краниче, работа. ќе ставиме А јас ќе го подготвам шпоретот, за да ни биде малку по малку да се затоплува тавчето. Така. Ете така. И ова нема да ти треба. Треба. Браво. Го ставиме едно јајце, за да се подобро меси смесата. Во смесата. Така. Можеш во самото тањерче. Ете така. Ова ти го подготвив. Имаме и во Ставиме брашното. брашно, да, така да. Добро. Си додаваш и На ова брашно. грамажа од месо може би една до па и две може да биде, повеќе не. Некој пат се ставаат и лебни трошки. Да, али ја не практикувам. Сакаш брашно да биде, добро. Додај ми го брашното. Сега веќе зачините. Зачините. Крши баба Дракче, се ти е дозволено. Нова година. Во новата Во година да позадина, така кршиш, да не е нели? Добро. Сол ќе се стави по. Знаеш како јас се желба. шегувам? Денеска кога дојдов на работа ми велат: "Леле, прв пат те гледаме со пеглана коса, а мојата коса е толку бушава што никогаш не може да биде пеглана. За 2-3 минути таа веќе станува пак бушава по природа." И велам, на мода било пеглана коса, гужвени кошули. Кога како, да. Помалку работа да има. Сега малку додаваме вегетичка. зачини. Ставивме солче, ставивме јајце. И сега зачин. Се Добро. зачини така по. Сега ти ги подстрои вака, па бибер. Да, така Ете биберче. така. Па ми рече сакаш малку црвен пипер. Па ја во потикувам прав. повеќе по зачини, инаку во Германија јадењата не се многу зачини. Па добро, и во другите земји, ама Така да, ние ние македонците малце навикнати македонци, сме да некако сме бидеме. навикнати на- Добро. Само тањирчето понавака садот за да се гледа Да, се така, што добро, може, поставуваш. така. Ете така, ова ти е сол. Ајде, Сол стави сол веќе. додаде оригано малку и буковка. Буковеска, да, така. Добро. Ајде. Одлично. И црвен пипер. Така. Одлично. Орегано да ставиме. Со прсти, вака јас како што вика, со прсти, ајде, ставај Така, со така. прстите. за да ти е убаво јадењето. Браво, одлично. И јас практикувам да му И додадам некој малку масло, така, да, така, за масло, да за да не се- се лепи, да се убаво лепат да ти велико- биде. Ете така. така. Добро. Да не забравиме нешто, мислам дека Не, се се стави. сме додале, затоа внимавав, а сега ќе барам од режијата песна додека Меси да пее. Зошто се му е завршено. Ножето додај ми го, не ти е потребно. Кој Сега ти- смесата ќе умесиме. Да, ете така. Dobre došle dobri ljudi u grad na Majtapčije. Neka se majta pera i vino se pije. Ovdeka je lenče išla po našu kaldrmu. Sa zđuđom u ruke i oblečena u srmu. Ovdeka je lenče išla po našu kaldrmu. Sa zđuđom u ruke i oblečena u srmu. A čitrajko dose Boško, brendo bozadžija. Svako njime svoj belek u vreme ostavija. Dragi moji prijatelje, nema što da kriju. Slavni smo mi potomci na Batka Đorđiju. Dragi moji prijatelje, nema što da kriju. Slavni smo mi potomci na Batka Đorđiju. Kumanovac ne se biva, Kumanovac se rađa. Zapišano u krvnije, Majtap nije građa. Kumanovska majka mila treba da te rodi. I želja za humor treba svugde da te vodi.
na majtapčije. Neka se majta tera i vino se pije. Oveka je lenče išla po našu kaldrmu, sa zđuđum u ruke i oblečena u srmu. Oveka je lenče išla po našu kaldrmu, sa zđuđum u ruke i oblečena u srmu. A čitrajko do se Boško, rendo bozađija, svako njime svoj belek u vreme ostavija. Dragi moji prijatelje, nema što da kriju, slavni smo mi potomci na Batka Đorđiju. Dragi moji prijatelje, nema što da kriju, slavni smo mi potomci na Batka Đorđiju. Kumanovac ne se biva, Kumanovac se rađa, zapišano u krvi je, majta mi je građa. Kumanovska majka mila treba da te rodi, i želja za humor treba svugde da te vodi. I želja za humor treba svugde da te vodi. Браво. Значи Кумановаc се раѓа. Па така да кажам, ние сме град на хумор, Мајка, на така. мајтапчије, што викаме ние кумановци, малку имаме некој хумор посебен. Сите, секој дел од И на Македонија носи своје, дијалектот, али да. покрај диалектот, така да специфичен. Ти пееш, викаш Кумановаc треба да се роди и Кумановка мајка да те роди, и јас во овој момент ја поздравувам твојата мајка, бидејќи сме пријателки. Имате и вие поздрав, немам И голем. благодарам за поздравот, многу се радувам, еве и до твоето убаво семејство. Како ти велам јас, до убавата сопруга и твоите дечиња. И сега, кога настапуваш таму, јас те гледам, не месиш кеофтиња, на пејачите некако им е полесно со микрофонот и да шетаат низ Така, сме масите. научили други да ни прават, али кога се најдеме во состојба, Да, некогаш кога си и ќе сам морам. ќе А мораш. јас и сакам да ви кажам. Сакаш да си готвиш, Сакам, така? Добро. Уживам во кујната. Секогаш кога ми наоѓам време по големо време слободно, си готвам. Епа, убаво, еве, и убаво ти врват овие кеофтињава. Малку ќе ни одстојат за да имаме простор, нели? Така, Малку да, да малку. се затегнат, како велиме, Да, па така, потоа ќе така. ги испрашиме. Имаме за целата режија. И за камерманите, за сите. Испадна повеќе, не? Ти мислеше повеќе да биде. Така, така. Да. Ова најмалецкото за мене, пошто јас не сум многу помесата. Ете така. Добро, јас повеќе пинџур си сакам, па како велам јас, ова требаше да си направиме и еден пинџур настрана со лукче и Да, кромица. оди со ќофтињата Добро. нормално. Се си завршил комплетно. Браво. Одлично. Има ли нешто ново во твојата музичка кујна? Тоа сакам да те Мојата прашам. музичка кујна моментално настапувам по широм Германија, југозападна Германија, дел од Штутгарт, од Аусбург, Минхен, така да моите настапи. Паралелно снимам, спремам некои песни македонски, имам две спремни кантавтори. Јас Самиот се опроба да видиш како е, добро. Уште не се реализирани студиски, али се во тек. Аранжманите ќе бидат на мојот колега, што работиме заедно. А таму каде Германија. што сте во Германија? Да, колегата има и студио и кај Браво. него ги реализираме сите. Таму ќе ги снимате? Да. Има Браво. огромно Германско-македонска коалиција. Да, така, Добро, добро. Ајде, колеги, јас ќе сипам малку масло, тука ќе ме следите, за тоа време Игор да си ги извади ракавиците и да оди втората песна, да ни пее како пејач, како се вели, а потоа ќе готвиме тука заедно. Ете, така. Ова е некоја балада. Балада, ова е песна на летото е 97-ма, а јас се преработив малку, тоа Браво. беше трета награда од публика во Охрид. Ако, после ќе кажеш, Пред дојди платото си на Астор тука, хотел. ти дојди си до Јас печка. снимив минатата година малку ја обнови, пошто не ми е преслушана доволно. так. Не да ги запознаеме моите гледачи. Ти си оди, судено е така, иди среќна душо, мо срце ти сакам, да те конам нема, младост што ми земаш,
пријател за навек, ти во мене имаш, да те комнам нема, младост што ми земаш, пријател за навек, ти во мене имаш. Се уште ти љубам, црно ко моје, остави ми среќо, барем нешто свое, остави ми слика или правен коса, вечно да те сонам, како газиш боса. Се уште те љубам, црно ко моје, остави ми среќо, барем нешто свое, остави ми слика или прамен коса, вечно да те сонам, како газиш боса. Ке има да те чека некој, сети се на мене, ако сака сврати, секогаш ќе можеш пак да ми се вратиш. Сети се на мене, ако сака сврати, секогаш ќе можеш пак да ми се вратиш. Се уште те љубам, црно ко моје, остави ми среќо, барем нешто свое, остави ми слика или прамен коса, вечно да те сонам, како газиш боса. Се уште те љубам, црно ко моје, остави ми среќо, барем нешто свое, остави ми слика или прамен коса, вечно да те сонам, како газиш боса. Додека ја пееше песната, ми раскажа дека ова е текст на Снежана Николовска, да наша кумановка, Така. сограѓанка која има многу текстови направено. Така. Музиката е инаку на Горан Михајловски. Нашиот Горан Михајловски, да. еве искрено си го поздравуваме Ги Горан. поздравуваме двајцата. И текстописецот, не знам дали ја познавам, но еве јас Да, од супер сестрце ја текст. познавам. Поздравувам. Браво. Значи, ете одлична песна, но ова може да биде за твојата сопруга, бидејќи одиш далеку, а имаш убава сопруга, така. да си мислиш на незините убави очи и коса. Мислам почесто кога. Ете така, кога си на патни. Јас гледам дека почнаа добро да се пржат. Јас Почнаа да тука добиваат боја. ќе правам чај за двајцата Е, супер. од Камилица, Така. за да ни дојде убаво и да пееш уште поубаво. Поубаво, да. Ја го практикувам Камилица, Нане, така. Ке бидеш ли годинава на Тумба Фест? Бидејќи тој нели во Куманово се одржува, на Шегобината песна е. Тумба Фест се одржува некаде август, септември, ако се погоди годишниот, тома се така некако, или ќе дојдам после, или пред, али ова година ќе гледам некако да биде да се усогласи термините, па за да така. заминако. Ги поздравам и организаторите, и Драган. Да го поздравиме господинот Драган така. Јаким, бидејќи е стварно секој фестивал за пофалбе. Сите велат, супер, песните од Тумба Фест се слушаат и пеат со мерак. Организација супер се. Браво, ете така. Одлично ќе биде тоа и дај Боже да си стигнеш да бидеш тука присутен на оваа година како представник од Куманово.
Па да, имам негде 5-6 години пеено. Ете така, Имам доста да. песни снимал. Прв Да видат. настап ми беше 97 година и така. Па ќе си продолжиш. На Гоцефес имав Точно. учество на песна на летото, на филиграни сум пеел. Имам и свој солистички албум. Музичарите немаат возрастна граница. Пеат се додека може. Да, баш. Затоа на нив им е отворено работниот век, вели се додека може да пее, има да пее. Нели секогаш да се пее и да се радува публиката. Ајде ние ќе го побараме рецептот на денот, да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт, додека ти таму си ги работиш овие убави ќофтиња. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Ќофтиња, 300 грама мелено месо, 1 главица кромет, 1 јајце, 3 лажици брашно, малку црвен пипер, сол, бибер, буковец, пола лажичка сода бикарбона и масло за пражење. Ете, тоа ни беше потребно за овие ќофтиња кумановски. Па, така, да, македонски или кумановски. Кумановски начин. Зошто им додаде малку сода бикарбона? Па сода бикарбона им додадов ради подобро варење. Заради Малку и да нараснат. Да, добро, значи да добијат оваа убава пувкаста. Да, димензија така. Добро. А и за варење нормално. За храната полесно. Гледам убаво ти врви тоа таму. Па оди, да. Те слушаш поретот како мене. Да. Добро, можеш да ги превратиш, ако не, да добро. Кој може, може. Веќе пред крај. Така. Па, драги мои, за да врви убаво тавата, бараме уште една песна, а потоа ќе ги сервираме, нели, нашиот рецепт. Јас веќе ги направив чај. Ете така, ќе си пеј. Mačam tuđa tuđina, život od rabota brgu pomina. Jazro život stegnav se zadomiv me, ama pak duša pusta, nešto prazno je. Vratam krutka rodena, dosta veke da ne pada ovde v tuđina. Sakam doma da se vratam, ja zlotatov dvor, volkav duša da si skratam, sto majčinski zbor. Seta obele, bujna mladost, kršna snaga mi se razvole. Ostareni nataže, dugo razdele, i od ovoj težog život stana umore. Sakam doma da se vratam, krutka rodena, dosta veke da ne pada ovde v tuđina. Sakam doma da se vratam, ja zlotatov dvor, volkav duša da si skratam, sto majčinski zbor. Ете, желбата на секој кога оди во туѓина, вели да се вратам дома. Со носталгичен карактер. Има ли испрашени веќе? Има. Можеме, нели, веќе да ги сервираме? Да, така. Ајде, повели.
Јас ке готова среда. Добро. Гледаш како тебе не те слуша, свири. Ете така. Финиширам Браво. веќе. Одлично. Како ти се погодија, како крофни. Како крофни испадна. Баш, да, одлично. Така. Одлично, браво. Може со другата лажица ќе ти беше полесно, но Па, добро. се снајде добро. Ставајам ја во ку. Да, се навикна. Добро, одлично. Ајде овде ќе ги Декорираме малку. декорираме. Оди си од оваа страна, повели. Ајде. Малку. Како вие мажите си сакате? Малку кромиче. Маса кромиче. Некоја кисела краставичка и да имаше уште и феферонки, ќе беше крај. Е, беше супер, да, така. Ете, браво. И навака можеш. Ете така. Браво. Ете, одлично. Некако мала декорација. дојдовме до она што сакавме да го направиме. Песна и ќофтиња. Да, да, супер. Како велиш ти на кумановски начин, на македонски начин, на твој начин. На кумано, на наш начин. Така, на наш начин. На здравје на чајот. На здравје на здравје, чајот. здравје, да Ово е Канал 5 чај, многу е убав од Камилица, берен пред нашата зграда. Супер, супер. Одлично, браво. Епте, супер. Убаво, морам да ти кажам дека умешно се снајде во нашата кујна и искрено ти благодарам што ми беше гостин денеска и да ни запееш и да направиш ќофтиња на твој начин. Така, во исто време двете супер Да. испаднаа, така. така. Ќофтињата ќе видиме после кога ќе Сега, ги пробаме. дали ќе остане нешто во тањирчето? Ќе видиме после. Вака убаво и вкусно изгледа. Се надевам дека и на нашите гледачи им дадовме убава идеја да направат едни брзи ќофтиња кои што еве ќе бидат убав ручек за домашните. Тука сме на самиот крај, ве оставам во добро расположение и како што ви велам на самиот крај ве сакам.